За Универзитетот отворено. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а тука започнуваме уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание го посветуваме на одбележувањето на денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола 25 април. Останете заедно со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дор си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Како јас, овој живот слика се во нас. Сакам да те викам, мојот сон. Сакам да те чувам цела ноќ. Знаеш ли? Срце отвори, дојди ми ти. Душа мори во мој миг. Пушти прикази, ке помине се за ноќ или две. Минатата недела Универзитетот Свети Климент Охридски Битола го одбележа денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола 25 април. Целодневниот настан, отворен ден, Укло и пријателите, нови перспективи, Укло го посвети на промоција на студиските програми и условите за студирање на своите единици.
Заинтересираните посетители директно и непосредно добива подетални информации за можностите за мобилност, проекти, лаборатории, програми и центри на универзитетот, а представниците од бизнис секторот од регионот информираа за можностите за вработување на младите лица. Одбележувањето на 44-та годишнина од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола имаше и официјален дел на кој присуствува министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, градоначалниците на Прилеп Иновации и раководителот на секторот за високо образование во Министерството за образование и наука Ахмет Ќазими, потоа академскиот кадар на УКЛО, студенти, во чие присуство ректорот на УКЛО професор доктор Игор Неделковски потпиша договори и меморандуми за соработка со дел од пријателите на универзитетот. Пред 44 години Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ги отворил вратите за студентите. Ние денеска ги отвараме вратите за заедницата, за да заеднички придонесеме во развојот на нашиот регион, рече ректорот Неделковски пред присутните и продолжи. Ние денеска сме исправени под главниот предизвик на нашето општество. Како да ги задржиме нашите млади луѓе сега и тука. Тука, во Битола, во Прилеп, во Кичево, во Охрид, во Велес и во Скопје, иако поголемиот дел од нашите студенти мигрираат и живеат и нашите граѓани во Скопје. Тоа е главниот проблем. Миграциите, не само во странство, миграциите во главниот град исто така. Затоа, со отворање на УКЛО, со заеднички напори кои покасно ќе бидат промовирани, ние, универзитетот, сакаме да направиме клучен исчекор, да докажеме дека ние сме тука за нашата заедница, за нашите граѓани, за нашите бизнисмени, за нашите локални и централни власти, да им помагаме преку добро образование да се обидеме да ги задржиме нашите млади, како што реков, сега и тука. Ви благодарам што ми се придруживте на ова чествување. Посакувам плодна соработка во иднина и секако многу заеднички активности. Благодарам. Сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мира, од глава не излегува. Еден човек и една жена само, месец млад, блага светлина, еден за друг знаат што им треба и место нив ветрот зборува. Песно моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани пловам по нив, да ме потонат у невоша. Песно моја спеснуваш во мене, остави да се најдеме по тебе. Звезда моја блеснуваш, за мене се уште пише ме во тебе. Песно моја, звезда моја, желба моја, само моја, ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера Божи глас да чуим, во себе што ме крена, вечна љубов ја запарам, вечна љубов со неја да најдам.
На настанот, ректорот Неделковски и градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски подпишаа договор за реализација на универзитетска летна пракса, заеднички проект со кој што студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ќе остваруваат платена работа во институции од надлежност на општина Битола, при што беа промовирани и првите избрани студенти практиканти. Градоначалникот Коњановски, која потенцира важноста на ваквото вмрежување и посакувајќи многу успех на избраните студенти, рече: Успешноста во едно општество се создава само преку заедничко делување на сите релевантни фактори кои имаат за цел да изградат здрави, едуцирани личности, за потоа токму тие млади луѓе да бидат движечката сила за успешната иднина на местото во кое живееме, за иднината на нашиот град, за нашата Битола. Токму денешниот настан представува едно вмрежување на младоста, искуството, иновативноста, креативноста со можностите и перспективите за напредок. Заедничката заложба на сите нас, кои на различен начин сме вклучени во овој настан, има единствена, но сложена цел: да обезбедиме силна мотивација за учениците и студентите својот интелектуален потенцијал и вештини, соодветно да ги насочат и да продолжат да бидат дел од развојните процеси на нашата Битола. Нашиот универзитет, преку своите квалитетни студиски програми и стручниот наставен кадар, веќе докажано продуцира професионално, високо едуцирани кадри, експерти во различни области за кои треба да направиме се, за да ги задржиме во Битола, како што кажа и нашиот ректор. Некогаш тоа значи и усогласување на понудата и поверувачката на пазарот на трудот, а некогаш неопходно и кариерно советување и информирање. Во секој случај, никогаш не сме направиле доволно доколку не направиме нешто повеќе. Како локална самоуправа, во овој контекст, годинава, покрај заедничката реализација на отворениот ден, за прв пат во партнерство со универзитетот спроведуваме уште еден проект – универзитетска летна пракса, со кој овозможуваме заинтересираните студенти за време на летниот период да се стекнат со практични знаења и вештини преку работно ангажирање за одреден надомест во општината и во јавните предпријатија на општината. Ваквото искуство на учење низ работа е од заеднички бенефит за сите кои сме дел од овој проект. Сакам да им посакам многу успех на студентите кои веќе покажаа интерес и се избрани на јавниот повик и да ги мотивирам и другите заинтересирани да бидат дел од ваквите активности кои имаат за цел практична едукација, низ која стекнатите знања и вештини имаат голема вредност. Како организатори на отворениот ден посакувам да имаме успешен настан со многу резултати, а на носителот на активностите, Универзитетот Свети Климент Охридски, ми ја честитам 44 годишнината, со желби ваквата иновативност и креативност од година во година да биде се поголема, а работните достигнувања да резултираат со успех на Битола, зашто токму образованието е нашата најголема вредност и капитал. Ви благодарам и уште нас честитки за големиот јубилеј. Министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, присутните на отворениот ден со кој УКЛО го одбележа денот на основањето 25 април, ги поздрави и како професорка по англиски јазик на УКЛО и како министерка за култура. Овој настан е одличен пример за партиципативен пристап и активно партнерство, кој обезбедува средина за поддржување на младите и студентите да останат во Битола и да ги направат своите вештини достапни за локалната заедница, рече таа и нагласи. Додека ја прославуваме 44 годишнината од формирањето на Универзитетот Свети Климент Охридски, би сакала да ја потенцираме нашата посветеност, да обезбедиме квалитетно образование и квалитетен начин на живот за нашите идни и сегашни студенти. Нашиот универзитет има специфична, хетерогена образовна понуда, која опфаќа различни научни дисциплини и образова профили компатибилни со барањата на тековниот пазар на труд. Нашиот концепт за следење на студентот од упис до вработување е еден од приоритетите на овој академски тим на УКЛО. Посветени сме на поддршка на нашите студенти во нивните академски и професионални патувања и се гордееме со сите нивни постигнувања. Со задоволство можам да соопштам дека на денешниот настан имаме можност да се поврземе со бизнис заедницата преку промоција на отворени работни позиции за невработени лица. Оваа програма е погодна за УКЛО и пријатели, нови перспективи и придонесува за мотивирање на младите да останат во Битола и да студираат на УКЛО, да се образоваат,
да започнат сопствен бизнис и или да се вклучат во образовни програми и да работат на сопствениот растеж и развој на кариерата. Подгответе се да тргнете на трансформативно патување на откривање, учење и личен растеж. Ве покануваме да ни се придружите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Со нетрпение очекуваме да ви посакаме добре дојде во нашата заедница на академски граѓани и научници. Ви благодарам. Да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. На отворениот ден на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, меѓу пријателите на универзитетот беше и компанијата B-Milk млекара АД Битола. Ова реновирана компанија додели 4 уписнини за студенти на УКЛО и обезбеди континуитет за истите во сите академски години од нивната едукација. Стипендиите се наменети за студенти што ќе се запишат на ветеринарниот факултет во Битола, факултетот за биотехнички науки и техничкиот факултет. Поврзувањето на брендовите на B-Milk млекара АД Битола и УКЛО резултираше со подпишување на меморандум за соработка. Со документот што го подпиша ректорот на УКЛО, професор доктор Игор Неделковски и Ѓорги Петрушев, генерален директор на B-Milk млекара АД Битола, се озваничува добрата кооперација и можностите за понатамошно заедничко дејствување.
Регионалната стопанска комора Битола, гостин и пријател на Уклопак, на отворениот ден по повод одбележувањето на 25 април, денот на основањето на Укло, донираше електричен велосипед. Воедно, председателот на комората Мирко Велковски со ректорот на Укло Игор Неделковски ставија подпис на меморандумот за соработка и на тој начин и официјално се промовирани заложбите за добра взаемна комуникација, како и континуирана конкретна поддршка на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Во спектарот активности на отворениот ден на Укло се промовира уште еден значаен проект – Укло мрежа. При тоа се подпиша меморандуми за соработка со дел од најрепрезентативните представници од граѓанскиот сектор, меѓу кои Фондацијата за одржлив економски развој Преда Плюс од Битола и Младинскиот културен центар од Битола. Настанот опфати презентација на неколку програми. Младинскиот културен центар, во соработка со Агенцијата за вработување и регионалната комора Битола, организираше поврзување на бизнис заедницата со невработени лица. Над 20 компании понудија стотина работни позиции за различни профили. Преда Плюс Фондацијата пак представи програма за поддршка на стартапи во Агритех и Туртех, соодветна за иновативна стартап идеја за потекнување иновации во земјоделско-прехранбената индустрија и одржливиот туризам. Богатата програма што се реализира со обединување на капацитетите и ресурсите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, Општина Битола, бизнис заедницата, граѓанскиот сектор и креативците во Битола, беше збогатена со забавен дел на платото на офицерскиот дом во Битола, зашто се погрижија музички групи од ученици од гимназијата Јосип Броз Тито Битола и Средното општинско училиште Таки Даскал од Битола, како и диџејот Би-бој, Дона и пријателите и групата Паркети. Моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали додиш, секогаш ке останеш мој. Само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој.
Во рамките на одбележувањето на 25 април, денот на основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, пред одржувањето на отворениот ден во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола беа промовирани и тројца нови доктори на науки, и тоа доктор на науки од областа на безбедноста, доктор на науки од областа на надареност и талентираност и доктор на науки од областа на сообраќајот и транспортот. Со дел од нив разговараше магистер Елизабета Ангелевска-Танасовска, советник за односи со јавност во ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Проследете ги во продолжение. Почитувани слушатели на Универзитетското радио УКЛО ФМ, во ректоратот на Универзитетот во рамки на одбележувањето на 25 април, денот на основањето на Универзитетот, промовирани се доктори на науки, нови доктори на науки на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Промоцијата ја водеше ректорот, а веќе со нас се и промовираните нови доктори на науки. Во моментот разговараме со Ана Лазаровска, доктор на науки од областа на сообраќајот и транспортот од Техничкиот факултет Битола. Добре ни дојдовте и честитки за големиот ваш научен успех, бидејќи кадровскиот развој сега на универзитетот е побогат со промоција на уште еден научен кадар на УКЛО. Ви благодарам на поканата, навистина е задоволство да се биде дел од факултетот за сообраќај овде во Битола. Исто така, посебно ви благодарам за оваа шанса што е еден вид на патокас на сите идни генерации, на сите студенти кои што сакаат да се запишат во сообраќај и да студираат за сообраќај. Исто така и за тие веќе што се на факултетот и сакаат да продолжат на третиот циклус на студии, за доктори на науки. Да искористиме приликата, вашата промоција, нов доктор на науки, за вашата тема, за предизвикот и како го одбравте Техничкиот факултет, токму да биде вашиот избор за третиот циклус на студии. Така, јас сум родена во Гевгелија и целиот живот, кога студирав, основно училиште завршив во Гевгелија, во основното училиште Владо Кантарџиев. Имав амбиции да студирам за воздушен сообраќај. Моето средно образование го продолжив во гимназијата Јосип Броз Тито во Скопје, во меѓународна матура, International Belcarade Diploma Program, каде што веќе бев сигурна дека поради тесниот круг за студирање на воздушен сообраќај во Македонија ќе мора моите студии да ги продолжам во странство. Затоа продолжив во Загреб, првиот циклус го завршив за контролор на летење како студент на аеронаутика, а своите магистерски студии ги продолжив во Сараево на факултетот за сообраќај и комуникации. Затоа што уште во Загреб, кога го завршува првиот циклус, имав идеја за изградба на спортско-школски аеродром во близина на градот Гевгелија, затоа што мислам дека во Република Македонија, за да почне развитокот на воздушниот сообраќај, е потребно да се изградат и да се доизградат веќе постоечките аеродроми за успешно да почне целиот тој систем на функционирање на воздушниот сообраќај. Оваа докторска дисертација, транспортна економика во функција на проектирање, изградба и одржив развој на спортско-школски аеродром, не само тоа што нуди пат за доизградба, како и показувач на кој степен на развивање е потребно за да се изградат и доизградат веќе постоечките аеродроми. Даден е и примерот како би требало да почне една изградба на еден таков спортско-школски аеродром во близина на градот Гевгелија. Посебно е сентименталниот дел за оваа докторска дисертација, затоа што не само што представува круна на досегашното образование, и причината што запишав докторски студии во Битола е изградбата на спортско-школски аеродром во Гевгелија. Во самата докторска дисертација се работи за избор на локација, за степенот и за целиот тој процес кој што е потребен за изградба на спортско-школски аеродроми. Се земени 3 локации. Трите локации се еден дел од мојата автобиографија на 3 локации на студирање, на образование на воздушниот сообраќај.
И сите броеви, значи како што ја сложува, значи беше многу повеќе мислење, значи самиот дел, значи на колку методи се потребни, значи за изработка на оваа докторска дисертација беше земен број 22 како 2022 година на завршување на докторската. Бројот 9, значи се разбира моите понатамошни истражувања се водат, значи, према триаголникот што го проучувал Никола Тесла со броевите 3, 6 и 9, па управо како што гледа, значи, докторската да ги бидат застапени тие броеви 3, 6 и 9, значи 3 локации, 9 точки на разработување на темата и цело нешто околу тоа. Јас, значи, најотворено ги поканувам сите кои што сакаат, значи, кои се заинтересирани за воздушниот сообраќај, не само за изградба на спортско-школски аеродроми, него и на пилоти кои што планираат да и ќе ги користат сите тие аеродромски инфраструктури во своето секојдневие, доколку се заинтересирани да ме контактираат преку имейл. Мојот имейл е alazarovska@gmail.com, па јас сум отворена за сите понатамошни разговори и соработки. За крај, каде е сега Ана Лазаровска во моментот? Ана моментално сонува дека постои уште што може да ја унапреди оваа докторска дисертација. За мене докторската представува само еден завршен циклус и моите понатамошни истражувања продолжуваат најверојатно на 4 циклус, каде што не само за спортско-школски аеродроми во Македонија, него и во светот ќе почне да се изградуваат на овој начин кој што е утврден преку оваа докторска дисертација. Ви благодарам и многу успех. Ви благодарам и на вас. Почитувани слушатели на Универзитетското радио УКЛО ФМ, продолжуваме со промоција на нашите нови доктори на науки, бидејќи во рамки на одбележувањето на 25 април, денот на основањето на универзитетот, се случува овој свечен чин, чинот на свечена промоција. Ние разговараме со Ирфан Мухареми, доктор на науки од областа на безбедноста од Факултетот за безбедност Скопје. И во оваа прилика, после вашата промоција, честитки, универзитетот доби уште еден научен кадар. Какво е чувството, кој е впечатокот и така? Што знам, дента кој го одбранив, може би тогаш има поинакво чувство. Сега веќе се навикнав на тоа и нормално сега емоциите исто слични се на тој ден. Верувам дека и секој друг, мој пријател, верувам да ги има во иднина ваквите чувства, добри чувства, значи и секогаш во животот би сакал да имам вакви. Ја користиме приликата, свечената промоција, повод е денот на основањето на универзитетот, нов научен кадар на УКЛО, нешто за вашата тема, конкретно за она што го работевте и од каде дојде таа научна провокација? Мојата докторска дизертација беше насловена со насловот Развојот на полиција на Северна Македонија со посебен акцент реформите на полицијата од период 2002, значи почетокот, и до 2018 завршување на вториот дел на реформите, значи по случувањето од 2016-2015 година што беа во Македонија. Сега една сензитивна тема и така. Многу сензитивна тема, бидејќи јас сум вработил во Министерството за внатрешни работи и нормално работата те поврзува, значи и да се надоградуваш и со академски знаења, тоа ми беше и желба. Фала Богу и тоа го постигнав, благодарејќи и на мојот ментор професор Трпе Стојановски, зашто тој во првиот ден на предавањата со него, во предметот полиција, значи во тој дел исто така тој не прашуваше сите нас што мислите, на што треба да се определите, кај ми даде една насока, ми рече дека и времето тогаш, значи 2017 беше чувствителна, значи не е како сега што е, и тогаш рече Ирфан, бидејќи се работи за полиција, бидејќи исто така првите реформи не го дадоа тоа очекуваното, добро би било, значи, на научен начин да се истражува овој дел и нормално да придонесуваш, барем во иднина, нормално да има придонес, значи и твојата докторска дизертација да има придонес и нормално и го направивме тоа, благодарејќи на него. Сега, јас тогаш кој се определив, значи еден дел го одвоив на историскиот дел, како се развиело македонската полиција од денот на самостојувањето. Значи тука имаме еден дел, бидејќи тоа не се создало само тогаш, тоа постоело и порано, но континуитет. Значи
тој континуитет исто така било опишано во сите поглавја што главите на докторската дизертација, и тоа истражувачкиот дел беше насочено со истражување и тоа со анкета, со вработени во Министерството за внатрешни работи и на многу прашања нормално во врска со реформите за работата на полицијата, контролата на работата на полицијата и ред други работи што не засега сите нас. Нормално полицијата во целата територија на Република Македонија го имаме. Нормално секој граѓанин се соочува во животот со полициска работа и со полиција. Бидејќи и од управниот дел, значи тука и сум вработен од првиот ден кога се определува матичниот број, па до крајниот дел, значи тука работата на полицијата доаѓа и нормално секој граѓанин има пристап до тие служби. Исто така и сега во однос на безбедност, нормално полиција придонесува за ние да го имаме чувството за безбедност, бидејќи чувството за безбедност е една од најголемите чувства и нормално тоа се гради само врз основа на тоа дека функционира и е професионална полицијата. Ако граѓаните, значи, сметат дека полицијата е основана и ги почитува законите, тогаш нормално има чувство на безбедност. Таа чувство им дозволува нив слободно да излегуваат од своите домови и нормално безбедно да ги наоѓат кои се враќаат. Значи тоа чувство го гради, значи, функционалноста на самата полиција, нормално и на државата воопшто. Дали се ова и основните постулати, заклучоци на вашата докторска дисертација? Основни, значи тука се, значи можем, бидејќи има повеќе заклучоци, и сега како препорака, јас се издвоив и нешто препораки во делот на вработувањето во Министерството за внатрешни работи, една од главните од нив. Исто така и на ветингот, бидејќи ветингот често пати се зборува, се промовира, но ниту тоа да се случува реално. Граѓаните имат очекување, исто и вработените имат очекување од тоа дека ако се воведе и нормално полицијата ќе имаме попрофесионална и еден дел од тие луѓе што во текот на живот на нивниот век на вработување злоупотребиле службата, нормално тие треба да бидат отстранети или очистено, мислам за внатрешни од таквите луѓе, од таквиот кадар. И исто така за ветингот беше што поскоро тоа треба да биде. Сега дали има и тука, значи треба да придонесува и самата политика, бидејќи таа е создадена само за тоа да ги отвара патиштата за да се направи едно професионално министерство, не само за внатрешни работи, туку и другите државни институции. Освен тоа на вработувањето, да се осврнеме. Значи тука треба цврсто тие критериумите што се поставени во конкурс. Цврсто нормално треба да се придржуваат и нормално воопшто тие да не се надминуваат и да нема воопшто и некоја политичка припадност на тој кандидатот да не влијае. Нормално да доаѓа други околности, квалитетот да доаѓа во предбит. Ако тоа се случува, исто така че имаме и намалување, јас препорачив да има едно намалување, постепено намалување на бројот на вработените и да се подигнува продуктивност. Што значи тоа? Намалување и продуктивност. Продуктивноста со покачување на платите. Одговорноста нормално ќе биде поголема. Сега, секој ќе знае што ризикува. На поголема плата не се смелува секој нормално да се определи да направи некој надминување на некои одговорности поради X причини. Тогаш нормално тој ќе го штити својата заработка. И ако имаме помал број, тогаш тие што ќе бидат ангажирани нема да бидат само присутни нишај врата, како што го велат во народ, нишај врата земи плата, туку секој ќе го работи својот дел на работа. Значи од 8 часа работно време ќе бидат ангажирани барем 7-6 часа ќе биде продуктивен. И тоа ќе рефлектира бидејќи истиот и самиот полициски службеник и било кој во другите нивоа на службата ќе имаме напредување на службата во основа на резултатите што тој ќе ги покажува. Бидејќи на ваков начин што свесни сме и секој од нас секој ден слуша од секого дека
има начини на вработува превработеноста вамо тамо, некои не се сугерираат и од Министерство и од Европската комисија вамо там, и тоа нормално сите се сугерираат да се доведе во еден сооднос во европските земји, соодносот од према населението спрема полицијата. Значи, еден полицаец е сооднос со населението треба да биде 300 до 400. Некои земји го имат на 300, некои на 400. А Македонија веќе на почесто, може би на 200. Бидејќи бројот на вработени во Министерството на внатрешни работи е 13.000, може би вкупно. Не знам, може е помината таа бројка сега. И тоа, ако го правиме соодносот, тој сооднос ќе биде многу поголем и дали ќе биде вистинско потребен тој сооднос што го имаме денеска. Секој од нас смета дека не било така потребно, бидејќи и тие веќе што не се квалитетни, и тие што се квалитетни и не се искористени, така само што стојат како вработени се водат или само што одат на работа, воопшто немат никакви ингеренции, не им се определуваат ингеренции и за нив не е добро. Бидејќи тие само по себе и тие нормално наместо да прогресират, тие регрес прават и во секој вид, значи во секој поле од животот. Ќе бидат разочарани, тензични и така натаму. Ви благодарам. Овие препораки да се оживотворат и вашите научни согледувања, трудови препораки, заклучоци да најдат своја општествена применливост. Благодарам. Слободно оди си, се што градевме прегази, се што имавме прокоцка и без срам и замини. Слободно полетај, ко птица без граници, се што ние створивме за миг заборави. Постојам повеќе, што е мое и твое, затоа слободно земи се. Но едно знај, љубовта твоја ќе остане, а таа за мене сонце што ме грее секој ден. Земи се. Но едно знај, љубовта твоја ќе остане, а таа за мене сонце што ме грее секој ден. Земи се. Земи се. Zemi se.
не. А та за мене сонце е, што ме гре секој ден. Земи се. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Фрли поглед преку рамо ако одиш. Сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато. Еден поглед меѓу трепки, ама длабо. Божев случајно забавено и филмски. Само рака подај ми тајно стисни. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, со тебе под еден чадор да се стиснам. Да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме под себе. Ништо не грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. Крвта ми се бранува, твојот допир удира, како струја тело ми оживува. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе. Yeah. Yeah. УКЛО ФМ Битола, мај 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 УКЛО ФМ Битола.